Весна Атанасовска, вие сте председател на Унијата на жени при ВМРО ДПМНЕ ОК Велес. Ви благодарам и добре дојдовте во вестите на Здравки. Јас на почетокот сакам да ви се заблагодарам за поканата. Ќе ве замолам да споделите кои се целите всушност на оваа организација и колку членови брои Унијата на жени при ВМРО ДПМНЕ во Велес. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ во Велес брои над 1000 членови. Сакам да споделам со вас една информација, значи тука во Велес е формиран првиот општински комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, а со тоа составени и темелите на најголемата женска организација во Македонија. Одговорност и чест е да се биде дел од оваа структура. Таа се формираше со една цел, значи како структура во партијата, да го вложи интелектуалниот капацитет на жената, целосно да ги вложи интелектуалните капацитети на жената, не затоа што сака да си игра политика или е желна за власт, туку затоа што учеството на жената во политиката е признаено како човеково право кое е неопходно за глобалниот напредок. Јас велам дека Унијата на жени не само теоретски, туку и практично и во минатото, преку додека ВМРО ДПМНЕ беше на власт, спроведуваше проекти кои што се однесуваат директно на жените. Последното случување каде што дадовме голема поддршка во носење на Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, кој во собранието се донесе со консензус. Така, ве ќе ве замолам сега да споделите информација како вие функционирате во услови на пандемија од коронавирусот. Во услови на пандемија знаеме дека само дел од медицинските лица се вакцинираат, постои страв кај граѓаните, сите ја очекуваме вакцината, се надевам дека ова купи ден продај ќе заврши и конечно ќе стигнат вакцините. Се организираме, значи, комбинирано, со физичко присуство и преку онлайн со платформите кои што постојат. Кога имаме настани и собири со физичко присуство, ги организираме според сите протоколи кои што се дадени од страна на владата. Сакам да кажам дека настани кои што во минатиот период ги одбележавме Светскиот ден на мајчиниот јазик, каде што разговаравме со граѓаните и му кажавме за значењето на македонскиот јазик. На еден од претходните состаноци беше присутна и поранешната техничка министерка Рашела Мизрахи, односно сегашна пратеничка. Разговаравме за социјалната правда, за невработеноста, сиромаштијата и пративме една порака дека на граѓаните во Велес им е потребни политики и решавање на проблемите на подолг рок, не еднократно. Кои се вашите планови за 2021 година? Плановите на Општинскиот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ во Велес се да донесеме победа на престојните локални избори, да донесеме што е можно повеќе жени во Советот на Општина Велес, затоа што оваа локална власт од се што ветија пред Велешани останаа само празни ветувања. Еве конкретно капиталните инвестиции во однос на вкупните расходи се 11%, тоа за општина како Велес е поразителна слика. Ќе бидеме помеѓу граѓаните, ќе ги слушаме нивните проблеми и нема само да критикуваме, туку ќе понудиме и решение преку членовите на Советот во општината. Весна Атанасовска, председател на Унијата на жени при ВМРО ДПМНЕ Велес, ви благодарам за изнесените ставови и споделеното време. Ви благодарам исто јас на поканата.